My fellow Americans, this is Liberation Day. Трамп ги воведе долго најавуваните царини на реципроцитет за 185 држави од светот. Најниската е 10%, највисоката е 50%. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed. 33% царина за производите кои од Македонија ќе се најдат на пазарите во САД. Причината за тоа, според Белата куќа, е што македонските царини за американските производи биле 65%, иако нема објаснување од каде им е таа бројка. Тарифи добија и земјите од регионот. За српските производи во висина од 37%, за Босна и Херцеговина од 35%, но за Албанија, Косово и Црнагора царините ќе бидат на најниско ниво од 10%. Најголемиот економски конкурент на САД, Кина, доби речиси идентични тарифи како и Македонија, 34%. Меѓутоа, Пекинг веќе има давачки од 20%, со што практично вкупните тарифи ќе достигнат најмалку 54%. Кина се спротивстави. Ставот на Пекинг е дека царините на Трамп сериозно ги прекршуваат правилата на Светската трговска организација и го оштетуваат мултилатералниот трговски систем заснован на правила. 打着对等的幌子，对包括中国在内的多国输美产品加征关税，严重违反世贸组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制。中方对此坚决反对，将采取必要措施。Ниту Европската унија не остане имуна. Производите од ЕУ кои ќе се најдат на американскиот пазар ќе бидат царинети со 20%. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism. ЕУ е подготвена да поддржи напори за промени на глобалниот трговски систем за да стане компатибилен за реалноста на глобалната економија, но најави и одговор. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses. Трамповите царини веднаш се одразија на светската економија. Пат има на берзите во САД, но и во Азија, а реакции пристигнуваат од речиси сите светски лидери за влијанието на тарифите. Економистите од светот се загрижени, стравуваат од глобална рецесија доколку трговската војна ескалира. The last time trade war on this scale has happened was in 1930s. Exactly in 1930, it was Smoot-Hawley Tariff Act, and it led to a global recession worldwide. And if this trade war escalates, we could see a slowdown of the global economy on the scale of a global financial crisis of 2014. Најголемите трговски партнери на САД, Канада и Мексико се единствени кои беа изземени од одлуката на Трамп, но тие веќе добија тарифи од 25%. Трамп смета дека ваквата одлука ќе ги изголеми работните места во производство во земјата. Вели дека сите економски партнери наплаќале повисоки царини за американските производи и со овие тарифи ќе се намалела економската штета на САД од останатите држави. Can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. Даниел Василев, Сител телевизија.